во јавноста и во етерот треба да промовираме политики, треба да градиме мостови на заедништво помеѓу сите партии. Политичарите треба конечно да сватат дека треба да има помирување во Македонија доколку си ја сакаме државата и доколку сакаме да си ја сочуваме. Треба да престанеме со подобите на македонци од СДСМ и македонци од ВМРО. Мислам дека тука ни е најголемиот проблем и најголемата грешка. Се слагам. Што ја направивме последните 33 години. Морам да те прашам едно така по суштинско прашање, пошто и дел од гледачите го зборат тоа. Идеологија. Неколку пати споменуваш прогресивни, млади прогресивни сили. Во Македонија и во светски рамки, ќе спомнеш прогресивни сили, малце тоа добива негативен контекст. Контекст Snowflakes и липтарци, така натаму и така натаму. За култура. мене тоа значи некој што е спремен да донесе одлука и кој што е спремен да тропне на маса тогаш кога највеќе е потребно и да направи промена на подобро. Добро. Кога го дефиниравме веќе тој дел. Како ќе ги коментираш што ние политики кои што мислам дека не се изворно, да речам СДСМовски, комуњарски, околу делот на, не знам, gender identity, родител 1 или родител 2, тоа се збореш. Јас никогаш не сум се согласувал, јас тоа јавно го. Мислиш дека такви на пример работи од Вратија, гледам еве и од Струмица, градоначалникот Костадин Костадинов се скара со делот. Све е можно. Затоа што ние не сме некое до толку прогресивно општество, иако не мислам дека тоа прогрес. Да, не, се слагам. Јас секогаш сум бил, мислам сега против тоа. Нашето општество не е созреано за такви промени. Ние сме традиционално македонско општество и кон такво општество треба да се стремиме со зачување на фамилиарни и семејни вредности. Таква држава сме и така треба да си ја негуваме, така треба да си ја одгледуваме и така треба да си ја развиваме. Тие грешки, еве да кажам, кои што се направија или политики кои што се направија, затоа и тие луѓе кои што ги спроведува веќе не се таму каде што се. Не се мислам во Социјалдемократскиот сојуз. Јас слушнав дека тај не ни гласала на изборите за па ќе треба да провериме по некои избирачки списоци или по некои информации во ДИК. Не е спорно, легитимно право е на секој граѓанин да излезе да го даде својот глас или да не го даде својот глас. Мене ми е драго кога веќе збориме за гласањето што успеавме да имаме цензус за претседателските избори. Сметам дека немањето цензус и тивкиот бојкот кој што се случуваше од страна на определени политички структури, тоа ќе беше крајно поразувачки за Македонија, крајно штетно за државата, влез во некои уставни кризи, затоа и повикавме, и јас лично и од кај нас, мислам, од партијата беше повикот да се излезе да се гласа на изборите, иако однапред се знаеше дека претседателските избори се загубени, особено после првиот круг со 180.000 гласа разлика. Повторно државнички се постапи и се повика членството да се излезе да се гласа на избори. Драго ми е што имаше цензус и што постапивме така, бидејќи со нашата одлука тогаш да направиме евентуален бојкот, ние би не, ќе беше државата, ќе беше во уставна криза ќе имаше усуштина. Не ни беше опција никогаш бојкот на претседателски избори, заради тоа што претседателот е суверен орган кој што се бира на директни. Едно време ако задуи да се вратиме. Само сакав уште едно прашање околу идеологија. Види, ја на Ковачевски првиот ден кога стана претседател, значи кога беше неговиот избор, нели официјално Заев се збогуваше со претседателското место, Ковачевски стана председател на партијата, го прашав дали ќе се врати СДСМ кон оние, како да кажеме, антифашистички кон асномската идеологија, затоа што во крвта. Не, и во ДНК-то на СДСМ. Јас знам дека е тоа во ДНК-то на членовите, но очигледно имаше разлика помеѓу тоа што луѓе како ти, и околу родовата политика, родител 1-2 и раководството, она што го спроведуваше во владата. Како не успели раководството на СДСМ и овие изминати 7 години да го слушне тој глас на обичниот член, затоа што ја тоа го детектирам како огромен проблем за вашите, да кажаме, редовни гласачи, луѓе кои што се симпатизери, поддржувачи на СДСМ. Па
го зборевме тоа и претходно. Голем дел од членовите кои што не се согласуваат со определени одлуки, тоа јавно го кажуваат. Тие се активисти и борци. И практично го покажаа на избори. Па не би се сложил заради тоа што ајде да кажам активистите и борците се уште по општинските организации и по штабовите. И тука се. Но меѓутоа оние симпатизери кои што биле поблиску до СДСМ, до социјалдемократска идеологија, што фамилиарно како традиција, што од некоја привлечност во моментот режим Никола Груевски 7-11 години се приклониле кон Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ги се распрснаа гласовите и драго ми е што на крајот од денот политичката сцена се демократизираше. Излегоа многу нови опции во Македонија, кои што на овие избори, ако не се лажам, беа првите избори за претседател на држава на Македонија, да има 7 кандидати. Имаше рекорден број на пратенички листи. Сето тоа води кон демократизација, да, сето тоа води кон демократизација на државата. Види, демократизација на државата го кажува тој кој на политичкиот систем демократизација. Так, тој што губи го кажува тоа. Знаеш зашто? И кога сме победувале, сумимо став дека треба да има избор, граѓанинот треба да има избор. Има многу политички опции, многу голема политичка понуда, еве, посебно после 7 годишно, 8 годишно владење на една политичка партија, тоа значи дека владењето родило толкава, да речам, толкав негативен сентимент или толкаво незадоволство, што различни групации на луѓе се одлучиле да се вклучат активно во политиката на листи. Тоа е резултатот кога има толку многу листи или толку многу голема политичка понуда, тоа е резултат на ова, значи на огромното незадоволство. Практично, незадоволството од владењето на СДСМ и бегањето од асномската идеологија, асномската идеологија е антифашистичка, а СДСМ влезе во еден процес со бугарите да ги брише од она дека не се фашистички окупатори, дека биле администратори, дека не знам што, не знам како, влезе во тој процес. Ако до вчера или една од главните мантри на СДСМ беше дека ВМРО ДПМН се бугари, тоа си го превземавте вие, дека СДСМ стана сега тие бугарашка партија и не антифашистичка. Практично така се роди знам на Максим Димитриевски, кој што се клонеше во асномските принципи или во принципите кои што ги застапувала СДСМ, си ги превзема на себе. Тоа е, кога има голема политичка понуда, тоа е резултат на незадоволство од актуелната политичка понуда. Се согласувам, што и да кажеме во овој момент, и вие и ние, не можам да го негирам или не можам да кажам не сте во право, бидејќи поопсежна е темата, поширока е за све ова што се случува. Не би сакал директно да коментирам определени одлуки и грешки, бидејќи демократски е и легитимно е тоа да се направи на Конгрес, натреба во партијата, во јавноста и во етерот треба да промовираме политики, треба да градиме мостови на заедништво помеѓу сите партии. Политичарите треба конечно да сватат дека треба да има помирување во Македонија доколку си ја сакаме државата и доколку сакаме да си ја сочуваме. Твое лично мислење ме интересира. Лично, не партиско, нешто би требало да направи партијата или како да делува, твое лично мислење ме интересира. Дали сметаш дека треба Дуј сега да влезе во влада, бидејќи тие велат дека треба да влезат во влада затоа што они победиле? Мислиш дека треба Дуј да биде во влада или треба да иде во опозиција? Дуј ќе оди во опозиција. Не, дали треба? Да, треба да оди во опозиција. Апсолутно нивната теза која што ја пласираат во јавноста не држи вода, бидејќи дека не била легитимна владата, бидејќи они победиле, влада која што има како што кажува идниот премиер 61 пратеник и плюс 13 на одвлен, не знаеме како ќе се преструктурираат со одлуките на управен суд, прегласување и така натаму. Влада која што цели да има двотретинско мнозинство во парламент е сосема легитимна влада, исто така како што беше легитимна владата во 2017 година, кога Дуј одлучи да направи одстапка, односно да направи влада со СДСМ, кое што
факт 2016 година ги изгуби изборите со 2 пратеника. Дуи оди со една. Но меѓутоа демократијата е таква, кој го има мнозинството во парламентот, тој прави влада, имаме и безбројни примери низ Европа каде што има малцински влади, така. Има малцински влади, мнозинство прават и владата е таа. Дуи оди сега со една друга теза, или една друга теза шири Дуи, а тоа е дека во 2017-та не биле тие кои што не коалицирале со победникот, туку победникот одлучил да не коалицира со нив. Бидејќи не прифатиле Талат Џафери, значи се мисли на ВМРО, ти велат принципот од мајскиот договор го наруши во 2017 го наруши ВМРО ДПМН, бидејќи не прифатија Талат Џафери да биде премиер и они го нарушија тој принцип, а ние си отидовме демек во влада со видите, доста од веќе од такви поделби во Македонија, победник со победник. Да. Парламентарна демократија сме, 21 век сме, земја членка на НАТО сме. Имаме аспирации, сите партии во програмата ги имаат ставено евроинтеграциите како клучен процес за државата. Сега во таква една демократија, во таква една држава која што е земја членка на НАТО, која што се стреми да биде земја членка на Европска унија, да постојат такви договори победник со победник, веќе за мене е нонсенс. Анахроно. Непотребно е. Си излегуваме од на избори, освојуваме пратеници. Не влезеле во влада, Охридскиот рамковен договор ќе бил неважечки, немал да важи и ќе сме се врателе во една состојба пред 2001 година. Од друга страна, Али Ахмети од Дуи вика дека ако не влезеле во влада, ќе влезеле во ЕУ. И во една друга, во негова втора изјава вели дека тие би требало да влезат во влада затоа што на државата требала стабилност. Што де факто значи дека ако не влезат во влада, нели, не би имало стабилност. Па јас искрено не сакам да размислувам на такви црни сценарија за Македонија, но би сакал да ги повикам сите политичари и председатели на политички партии да бидат одговорни во овој период. Овој период кој што ќе следи пред новиот мандатар и пред новата влада и пред председателката Силјановска Давкова ќе биде исклучително тежок период. Треба да има една консолидација, треба да се мисли подолгорочно. Спомнавте и преска дека треба мудрост и визија за државнички одлуки. Но меѓутоа исто така сметам дека како што СДСМ може да се реформира да оди на внатрешпартиски избори, така и Дуи треба да се реформира. Нема да биде лошо да видиме и некој кадар од различна етничка припадност, освен албанската во Дуи, зашто да нема и некој македонец. Да. Тоа е нештото кон кое што треба како нормална држава да се стремиме. Како ако можеше СДСМ на високи партиски позиции да има луѓе од различни етнички заедници, така може и ВМРО да има, така може и Дуи да има, така може и Влен да има. Да ги заборавиме тие поделби конечно во државата на македонци, албанци, македонски блок, албански блок. Сите ние тука сме останале да живееме во оваа држава, во ова парче земја Македонија, заради тоа што сакаме да градиме иднина тука. Да ни биде поубаво денес, да ни биде поубаво утре, за нашите деца, за нашите фамилии. Треба една, затоа говорам една општествена национална платформа, консензус кој што ќе ги надминува тие теснопартиски интереси кои што ги застапуваат политичките партии, заради тоа што Македонија не е иста држава сега и пред 15 години. Не е иста држава и сега и пред 20 години. Не е иста и сега и пред 5 години. Нема да биде иста и наредната година, да. Нема да биде иста, тоа е процес кој што се менува. Од политичките елити кои што ја практицираат власта зависи во каква држава ќе живееме и со нивните потези од аспект на одговорни општествени чинители кои што раководат влада, председател на држава, институции, министерства, зависи ние во каква држава ќе живееме и каква клима и атмосфера ќе владее во Македонија. Тоа сметам дека затоа кога може да се реформира СДСМ, кој што 8 години ги поднела на свој грб најтешките државнички одлуки, тогаш може да се реформира и Дуи, може да се реформира и ВМРО, може да се реформира и Влен, може да едноставно да престанеме со тие поделби на македонски и албански политички блокови. Треба да престанеме со поделбите на македонци од СДСМ и македонци од ВМРО, да мислам дека тука ни е најголемиот проблем и најголемата грешка. Се слагам. Што ја направивме последните 33 години.